Почитувани, Радмила Шекеринска, за жал, од ден на ден, се повеќе и повеќе се вовлекува во хаосот кој очигледно сама со години го создавала околу себе. Незините оправдувања на легитимните прашања поставени од нас изгледаат хаотично, но и жално за еден политичар кој себе си милувал да се представи во европско светло. 3 дена поред да одбивате да дадете одговор на основни прашања е прекумерна дрскост и омаловажување на јавноста. Ние побаравме да кажете како е возможно да издавате собствен стан за да живеете сами во него и да ја објасните на јавноста како е можно да наплаќате по 5317 евра месечно за кирија за стан кој не вреди повеќе од 800 евра. Вие одбивавте да одговорите и со тоа само покажувате дека признавате дека сте фатени на дело во нереални финансиски односи кои вам ви создаваат екстра приход од 10.716 денари секој ден. Но, скандалозноста околу вашиот имотен лист продолжува и понатаму. Јавноста бара и многу други одговори. Во текот на вчерашниот дел, на дел од медиумите беа покажани фотографии од луксузен и нов джип во кој вие често се возите. За волја на вистината, тој джип често го гледаме на паркингот на Собранието на Република Македонија. Сме виделе и дека го возите, но и дека понекогаш ве возат госпоѓо Шекеринска. Госпоѓата Шекеринска вчера кажа дека не се возела со тој луксузен джип, но не е така. За жал, не ја кажа вистината. Ние се обидовме во вашиот анкетен лист да пронајдеме информации за тоа каков джип имате пријавено и од кога е тој джип пријавен во вашиот анкетен лист. Но таму не најдовме ништо. Ниту овој джип, ниту било кое друго возило. Вие не сте пријавиле возила на ваше име или на име на некој член на вашето семејство. Затоа, без да предпоставуваме и да погодуваме, денес повторно ве замолуваме да се појавите и да ја соопштите на јавноста чиј е луксузниот джип во кој често вие се возите. Еве ви шанса сами да кажете. Овие прашања немаат за цел ниту да ја навредат госпоѓата Шекеринска, ниту да наштетат на незиното семејство. Но, почитувани, оваа држава има закони и се обидува да наметне принципи на транспарентност на приходите на политичарите. Тоа е минимум обврска која ја има и госпоѓата Шекеринска, ако сака себе си да се представи за европски политичар. Ви благодарам.